Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Во ова наша Македонија, како што гледам, некои успеале во држава да направат држава. Во ова наша Македонија, како што гледам, имаме држава у сенка, каде што реално она што го гледате е само еден Холивуд, а додека некои други во сенка контролираат се, и ако не се поклоните пред нив, навистина вие сте никој ништо во Македонија. Нажалост, ова во Македонија не е од сега, туку ова со Македонија што се случува и ова држава во сенка, која што ги контролира сите политички партии, кои што ги контролираат сите нас, потекнува од многу одамна, потекнува од Цинци Легија ди Рома и трае повеќе од 2008 години. Замислете најправо, 1000 години ние немаме никакви обележја кои што се поврзани со апостоли, со Исус, кој што навистина најголемиот историчар од времето на Август Октавијан, Тит Ливи и Плутарх и многу други, никаде не го обележеле тој лик кој што навистина е многу голем. Тоа значи дека историски оние кои што требало да го представат, не го представиле. Но историски од времето на Исус ни е представено уништувањето на Бела, уништувањето на престолнината Бела, тоа Пела, и нејзино преместување. Значи ли тоа дека после 1000 години од Исус, за време на крстоносните војни, каде што се минуваат територии и започнува создавањето на манастири, на црковни обележја, дека вистината е поврзана со нешто друго. Вистината, македонци мои, е со распетие да Македонија и ставена на крст. Затоа што најголемиот историчар од времето на Клеопатра VII, од времето на Изрод Велики, од времето на Тиберий, од времето на Август Октавијан, а е поврзано и времето со библискиот Исус, е Тит Ливи. Ова е едно подсетување колку време владее влашкото лоби во Македонија и зошто сите македонци се молчеливи и зошто ни се случува сето ова кое што до ден денес сите ние сме сведоци. Моје прашање на актерите и на основоположниците на поновото влашко лоби, на Цинци Легија ди Рома, накови ѕикови. Накови ձикови потекнуваат, тоест се префрлуваат од територија на денешна Грција на територија на денешна Македонија околу Кочанско, село Врбица, каде што создаваат две мала. Едното мало од накови е наречено Влашко мало, а додека другото мало од ձикови е наречено Бугарско мало. Запомнете, во Врбица, Кочанско, каде што е појасот на Орион и каде што имаме 3 пирамиди, идентични на Гиза Египет, и затоа ја нарекуваме Гиза Пајонска, тоест во Кочани, селото Врбица, со доаѓањето на накови ձикови се создаваат две мала, каде што едното мало е Влашко,
а другото мало е бугарско од неговиот брат, од кој што потекнуваат денес џикови. Но мојата цел, поради кој што веќе започнувам да ги објавувам со име и презиме, а ќе ги објавувам и сите оние извршители кои што му служат на овој влашки клан, на накови џикови, на ова влашко лоби кое што е настанато од Петата римска влашка легија и владее 2008 години во Македонија, ќе бидат објавени сите. Ние како македонци не треба да ни е срам, ние како македонци, како струсна нација, треба јавно и гласно да ја кажуваме вистината, затоа што оние кои што владеат со Македонија од библиското распетие, а за Владо Павлов распетие на Македонија, затоа што најголемите историчари од времето на Август Октавијан, од времето на Плутарх, историчар на Август Октавијан, Тит Ливий, историчар на Август Октавијан и на Тиберий, историски лик по оно што го гледаме од Библијата нема со име Исус. Затоа некој кој што манипулира на сметка на вистината, а тоа се сите оние учесници на кои што им е дадена Македонија од Рим, од Понтије Пилат до денес, секој честни исклучуци од влашката популација, каде што живеам со многу мои пријатели, но дефинитивно мораме да ја кажуваме вистината и да ги прашаме основоположниците на влашкото мало во Врбица, накови, и основоположниците на бугарското мало џикови, кои што се мозок на влашката, кои што се мозок на влашкото лоби, затоа што нели чајата се мокни од неспособниот накови, е тука. Јас би ги прашал, затоа што гледам дека се води жестока битка против Владо Павлов овие 20 години на кои што молчев. Јас би ги прашал накови џикови дали го познаваат овој лик. Овој лик, кога доаѓа во фамилијата на накови џикови во Врбица, му е тетовирано крст на челото. Навистина не знам како успеал овој лик, а ќе кажам кој е, да го отстрани на стари години крстот кој што беше тетовиран на чело, за да биде вајнка и да биде чувана од непријателите на Македонија. Накови џикови. Владо Павлов знае точно кој е овој лик, а и вие знаете, и точно знам зашто е ова битка што ја спроведувате. Најпрво поради овој лик и второ поради имото Теремија. И тоа не е од денес. Сватот на Ино Спектар и отцов кој што од кого што е купен овој имот, и таткото на снаата во Каино Спектар, фамилијата, поради неговата мајка не се осудил овој имот да го продаде на накови. Но го продал на фамилијата која што потекнува од овој лик.
Од тој ден до ден денес, мојата фамилија и претходно, каде што се случува големото издајништво на деветмина од мојата фамилија, мои дедовци, а издајништвото се случува господа Накови и Дзикови на платото на Осоговските планини, местноста Лопен, каде што вие сте имале бачила. Издајништвото на фамилијата на Павлови од Павле до Радев и познатата поворка од 9 нулки, каде што една нулка носела по 2 товара злато, за кронисување на малото царче во Рила, во 1911 година завршува со масакар и издајништво на Дзикови и Накови, кои што во тој временски период имале бачело на Лопен, а сите вие сте сведоци денес со некои турски тапи како ова влашко лоби мафта и има за цел да го земе цело Осогово, пониква, како наводно дека тоа е нивна собственост. Затоа што отоманите им даделе бачила да бидат овде на Осоговски планини. Издајништвото на мојата фамилија, на моите дедовци, започнато од местноста Лопен, каде што Дзикови и Накови имале бачило. Овој лик го споменувам не случајно, затоа што овој лик, македонци мои, има нешто посебно во крвта кај Владо Павлов. Овој лик има уште нешто многу поголемо, за кој што морам едно по едно да ви објаснам и да сватите дека ова држава во сенка од влашкото лоби на чело со Накови и Дзикови и сите останати не е случајно. Овој лик кој што го гледате, без мајка и татко, го донесуваат да живее кај Дзикови и Накови во села Врбица Кочанско, на сметка на нивната ќерка Марија, која што била однесена на школување во Трново, Бугарија, и оттаму Марија станува подосна сопруга на Александар Караѓорđević. Или во превод, кралицата на кралството на СХС Марија Караѓорđević потекнува од Дзикови и Накови. И немојте да ги подценувате. Јас воедно овде ќе ги прашам повторно, дали алкалоид во времето на СХС е под капата на Марија Караѓорđević и дали истата таа е најголемиот наркодилер заедно со Александар Караѓорđević на опиумот од Македонија. Овој лик, ова детенце без мајка и татко, доаѓа да живее во фамилијата на Накови и Дзикови во село Врбица, на сметка на нивната ќерка Марија, која што подоцна станува кралица на СХС. Овој лик кој што го гледате, уште еднаш овој лик, македонци мој, подоцна од Накови и Дзикови, доаѓа во фамилијата на Павлови денешни. Тоа е со овој лик, македонци мои, станува сопруга на единствениот преживеан од Павле до Радев.
кој што имал само 9 години кога го убиваат неговиот брат Ѓорги, на 14 години, и уште осумина од фамилијата на Павле Деорадеви. Овој лик всушност подосна е сопруга на синот на Павле Деорадев, единствениот преживеан Јане. Овој лик кој што го гледате на сликава, кој што е донесен без мајка и татко, да биде чуван во фамилијата на Накови, подоцна станува собственик со низиниот сопруг, син на Павле Деорадев, единствено преживеан од поворката на 9 масакрирани, од издајништво на Накови Џикови, каде што имале бачило на Лопен и каде што се носил транспорт на Царство Македонија, 18 товари злато за кроничување на малото царче Ѓорги Борила. Поворката не стигнала до Пулталија, каде што требало Јане Сандански да се приклучи на поворката, и заедно поворката со Павле Деорадев, Јане Сандански и Таска Серскиот сер да дојдат на Рила за кронисување на малото царче и создавање на Царство Македонија. Ова секако никој нема да ви го каже, но Накови Џикови знаат од кого потекнува Владо Павлов. И затоа овој жесток притисок врз сите нас македонци. Од ова влашко лоби, каде што мојата прабаба била посинета без мајка и татко и живеела во фамилијата на Накови во Врбица, Кочанско село, на платото, каде што е Пајонска Гиза, каде што Накови Џикови формираат бугарско и влашко мало, откако дошле протерани од Али Паша, фамилиите нивни, од територија на денешна Грција. Уште еднаш, овој лик подоцна станува собственик на атарот во Кочани, каде што живее Владо Павлов. Ликот кој што го гледате и што го вклупуваме со незиниот лик е лик кој што го спроведуваат од Русија, каде што генералот Вранглер заедно со белогардијци со уништувањето на Руското царство доаѓаат во Београд, каде што добиваат заштита од Александар Караѓорđević. Но еден лик од Београд го донесуваат да живее во Македонија. Тој лик, македонци мои, е Анастасија, која што живее во фамилијата на Накови, а каде што незината Марија подоцна станува на сметка на Марија, која што подоцна станува сопруга на Александар Караѓорđević, Марија Караѓорđević, и на кој што фамилијата Накови, откако се родил незиниот син Петар, како секој баба и дедо, до ден денес се купува кревече и количка, а од златото на Павле Деорадев и од златото на моите дедовци Накови поклонуваат на Марија Караѓорđević за синот Петар златно кревече. Од овие 9 нулки злато, денеска тие се тоа што се.
Накови Џикови многу добро знаат за овој лик кој што живее и кој што го донесуваат од Русија преку Белград да живее денес во Кочанско и кој што е газдарица на имотот, кој што сакале Накови да го купат од Јоцо, а Јоцо е сват на Ино Спектар, кој што подоцна откако го купуваме овој имот, се префрлува да живее во Скопје. Ова вистина ја знаат многу добро овие чајата, Накови, тутурите на влашкото лоби, тутурите на сите политичари во Македонија и на сите политички партии. Оние кои што денес и порано како грчки феудалци биле држава у сенка. Ова вистина боли, македонци мои. Знам дека боли. Ама ние живееме за вистината. Владо Павлов воопшто не се плаши на влачкото лоби, како што знаете, и за една голема битка која што се спроведуваше во 2020 година од зетот нивен Палче, големиот Палче за кој што веруваат дека Владо Павлов ќе премолчи. Владо Павлов точно знае што се случува. Кој и зошто го испрати влачкиот зет на влашкото лоби на Накови за сето оно што го правеше во времето на Кукузел. Владо Павлов точно знае кој што и зошто учествува. Затоа што не успеале да го купат имотот кој што го купил овој лик дојденец од Русија преку Белград во село Врбица. Затоа што мајката на сватот на Ино Спектар, од кој што е купен овој имот, Ија е сестра на Павле Деорадев, а додека единствениот преживеан од Павле Деорадеви, моите дедовци, е сопругот на овој лик. Тоа значи дека тогаш, кога е купен овој имот, Накови не успеале да го купат поради сестрата на Павле Деорадев, вистинскиот Гоце Делчев, кој што е издаден од Накови и Џикови, кога виделе поворката со 9 мулки злато за кронисување на малото царче Вуља од 911 година во Рила, на нивното бачило лов пен. Од тука започнува сето она што започнува до ден денес. Со сите оние кои што потекнуваат од Павле Деорадев и ова што го прави влашкото лоби против Владо Павлов. Ова е моја баба, моја парабаба, дојденка од Русија преку Белград, кој што живее во фамилијата на Накови и Џикови во Врбица, на сметка на Марија Караџорџевиќ, која што станува кралица на кралството на СХС. Не го подценувајте влашкото лоби, на кој што најголем основоположник е Александар Караџорџевиќ и Марија Караџорџевиќ. Но тоа се земски битија и мене тоа не ме интересира, затоа што знам дека овие кои што го создадува во Врбица едните бугарското мало, а другите влашкото мало, Накови и Џикови, не се поголеми од Бог. И затоа она карма против се оно што се прави ја има најсилно ударено кај влашкото лоби. Колку да се кријат денес поколението нивно има дименција и да не ги оспоруваме другите кој што и како.
ги повикувам влашкото лоби да прекинат со ова хајка против Павлов, поради вистината за мојата крв од Павле Деорадев и од овој лик кој што белоградијците начело со генералот Вранглер од Русија го донеселе во Белград, а од Белград доаѓа да живее во Врбица на сметка на Марија Караџорџевиќ, која што станува сопруга на Александар Караџорџевиќ, а Накови Џикови за низиниот син Петар прават златно кревече од златото на моите дедовци, масакрирани и убиени 9 мина од Павле Деорадев, заедно со Павле Деорадев и братот на единствениот преживеан кој што е сопруг на овој лик Јане Ѓорги, кој што имал само 14 години, обележан и забележан како малото царче, и за кој што ова вистина ви ја кријат Накови Џикови, влашкото лоби, како што и со многу други работи ви кријат, кој го пречекал и Пито Гули на Осоговскиот планини, на Плачковичкиот дел од кланот на Пјотар Гули, основоположникот на тројките, на црните 3 тројки, основоположникот и убиецот на идеологот на Разловечкото востание, од каде што подоцна се префрлува во Крушево, а го префрлува фамилијата Корнети, влашка фамилија која што живеела во Кочани, на која што му е била логистика на Пјотар Гули, познатиот ваш Пито Гули, каде што заедно со отоманите се бори на Мечкин камен да го загуши Илинденското востание, а не обратно. Овие манипулации и влашкото лоби повише нема да може да ги издржи. Затоа што Бог не дозволува повеќе. А не дозволува затоа што Џикови докажа како основоположници од поновото време со накови на влашкото лоби дека прабугари се оној воинствен турански народ начело со својот водач Аспарух. И од овде секој треба да го праша влашкото лоби, посебно Џикови, кои што се во крвна врска со накови, зошто во Врбица формираат бугарско мало, а накови формира влашко мало, каде што водач на овој воинствен турански народ е Аспарух, истиот оној кој што го поминува долен Дунав и како наводно дека разбил византиската војска, од каде што започнало создавањето на новата бугарска држава на Балканскиот полуостров. Оно што се бара денес од нас македонците, да бидеме конфедерација со Бугарија, како што некои барат конфедерација со Грција, а никој не бара федерација на Македонија. Затоа им смета Владо Павлов. Затоа што Владо Павлов се бори за федерација на трите Македонии, а не за конфедерација со Бугарија, едните, другите со Србија, а третите со Грција. И оно што сакам да ви го пренесам со Џикови е тоа дека нивното бугарско мало значи дека прабугарите постепено биле доброволно или принудно почнале да ги вклучуваат славјанските племиња на југ од Дунав за борба против оние кои што живееле на ова тло. И ќе кажат дека Аспаруховите прабугари се стопиле и потонале од ордата на оние кои што живееле овде и заедно започнале да создаваат фамилии. Не, ве лаже влашкото лоби. Влашкото лоби, македонци мои, до ден денес прави инцест. И затоа има побуна кај власите, затоа што поголемиот број од власите се мешаат со македонската крв.
А додека влашкото лоби се уште прави инцест и се уште не ја меше крвта со македонците, меѓу кој еден од тие кој што има мешана крв е и Владо Павлов, кој што потекнува по баба, снаа на овој лик од Штип и кој што има влашко-еврејско потекло од шпанските евреи, прва братучетка на Киро Глигоров. Но тоа не ми значи ништо, затоа што знам дека ова што се случувало со Македонија и дека победила македонската крв од Павле Деорадев и ќе продолжувам уште посилно и посилно да ви ја кажувам вистината од која што сите вие се плашите и молчите. Ова држава удржава, ова држава усенка која што направи влашкото лоби, основоположниците на влашко и бугарско мало во село Врбица, Накови Дзикови, за многу брзо време ќе падне. Помнете и не заборавајте. Во следни видеа ќе започнеме со вистината како се врбувани нотари, како се врбувани пријатели на Владо Павлов, како се врбувани судии во Кочани, лица од МВР, сите со име и презиме. Во следните видеа ќе ви доставиме и докази како се правени фингирани сообраќајки, како е правено фингирани други намешталки со цел да Владо Павлов биде убиен или струпан во лудница. Накови и Дзикови, време е влашкото лоби да застане позади Македонија и време е кармата која што е направена кон Исус, библискиот, или кон синот на Клеопатра VII, да се исправи затоа што повеќе Бог не трпи неправди во Македонија и распетија како тоа што вие сте го правеле како цинци легија ди Рома. Воопшто не се плашам, како што не се плашам на она што знам дека доаѓа. Нека е вечен овој лик, кој што е првиот стопан и собственик на овој имот на Владо Павлов, кој што се уште е под напад од влашкото лоби и Накови и Дзикови. Но дали ќе успеат? Времето ќе покаже. Почивај во мир, моја пара бабо, и ќе се борам да докажем вистината за твојата крв, што е вградена и во мојата крв, и кај останатите Павлови од Павле Деорадев, твојот свекор. Да живее Македонија, да живее секој македонец со дух, ум и фанатизам за вистината, против сите овие кои што ги прават овие сценарија и овие грзоморни чинови за убиство на Македонија под капата на едните на влашкото мало, а другите на бугарското мало. Останете ми во љубов, мир и хармонија. Поздрав, Накови и Дзикови. Секој чест за сите вас како македонци што молчите, моја посебна почит до мои пријатели од влашката популација која што е сватиле кармата, која што 2008 години трае и која што е поврзана со библиското распетие.